Над 600 станови се на продажба во моментов во источниот регион. Се продаваат гарсонјери станови со стандардна површина, но и такви за кои сопствениците тврдат дека се луксузни и по квадратура и по уредување. По градови бројот на станови кои се продаваат изгледа вака: Штип 336, Кочани 117, Пробиштип 20, Делчево 17, Виница 9, Свети Николе 7 и Берово 6. Освен овие кои се јавно огласени, има барем уште стотина кои се продаваат по принцип од човек на човек. Така се доаѓа до бројката од над 600 станови. Оно има нешто да ги продават или за пари, за шо, не знам, не ми е јасно тега. Немат пари луѓето, не може да ги отплатат. Голема криза е. Тоа е причината за становите. Зашто се продават? Зашто нема кој да седе у нив? Затоа. Ако има кој да седе, ќе има муштери, ќе дојдат ти купат. Нема муштери, нема кој да до. Наши деца ако се тука, и наши ќе дојдат ти купат. И други децата не се тука. Па нема голтари. Одат се од државата, пријатели, нема живот тука. Затоа продават. И јас да има некој, јас ќе продавам кој ќе бегам, да има дек да бегам. Освен големата понуда, валиден доказ дека нешто не е во ред е и цената на становите во одредени места. Типичен пример за ова е Свети Николе, градот во кој ништо не се случува, а стопанство речи се и да нема. Цената за метар квадратен стамбен простор овде е најниска во државата. Што знам, лошо е, земјоделието не функционира како што треба. Има невработени. Нема инсистенција за младите. Сите бегат во странство. Поради ова, цената на становите во Свети Николе е најниска во државата, просечно по 350, а ако во прашање е спрат од куќа, без проблем може да се купи и за 250 евра по квадрат. Во останатите градови од регионот просечната цена на стамбениот квадрат е следната: Штип 650 до 700, Делчево 600 до 650, Кочани 450 до 500, Берово 400, исто колку и Виница, Пробишти по 350 до 400 и Свети Николе 250 до 350 евра по метар квадратен. Овие цени ја отсликуваат состојбата со економијата во источниот регион и куповната моќ на граѓаните. Кога дошло време да се продава под реалната цена, се чини се е јасно.